чувството е прекрасно, не направија горди нашите колешки што не предложија, што токму нас оваа година не ја доделија оваа награда. Истата представува подстек за натамошна работа, да влијаеме на нашите колешки кои се помлади од нас, да им ги пренесеме нашите искуства за работа, да им дадеме поттик за натамошна работа, да ги препознаваат квалитетите на нашата фела, стварно оваа пофалница на републичко ниво, јас така чувствувам, дека представува подстек за натамошни докажувања. Сега мене што ќе ми представува во овој период? Моите стекнати знаења, искуства, практична работа, да ги ја пренесам на моите помлади колешки. Друго, ние доаѓаме од една постара генерација, од еден подруг систем на школување, каде што ние знаеме да ја почувствуваме и да ја почитуваме хиерархијата, што можеби кај младиве денеска не е толку изразен. Така да, моја цел овие година и пол, две, колку ми остануваат уште за работа, ќе ја преточам токму во таа насока. Значи, младиве колешки да сватат што значи хиерархија, каде треба да се јават, што треба да направат, да ја почитуваат работното време, да бидат одговорни на своите работни места, да го почитуваат кодексот на облекување и изглед на една медицинска сестра. Се знае како треба да изгледа. Флоренс Најтингел тоа не го оставила во аманет и треба да го почитуваме и така да се однесуваме. Како е вашиот аспект на работата? Вашиот е најубав. Работите со здрави деца. Со здрави деца, со новороденчиња, со леунки, со бремени жени. И тоа ми е најубава работа, што да ви кажам. Помагаш на мајки да се снајдат, како во првите денови идемо, посетуемо ги, помагамо, така да тоа ми е. Имате искуство и во акушерството? Имамо искуство, да. Работала сам во село. Имали смо случаи, пораѓај дома. Па десило се и по Чип да се породи жена. Во рурални села смо биле. Да, тоа беше првата ми беше во 2001 година. И сега повтор пат? Повтор пат. Бајдевска, дали вие до сега имате добиено таква? Да, имам исто ваква пофалница во 2003 година и сега после 20 години уште една. Што верувам дека значи за еден континуитет и квалитет во работа. Први, 50% од целокупниот број на здравствени работници во државава се токму медицинските сестри и акушерки. Станува за голем број, меѓутоа недоволен. И затоа сите треба и политиката на нашиот здравствен систем треба да ни дозволи наша едукација, доедукација, унапредување, да се отворија, имаме медицински школи за висока медицинска школа во Скопје, во Штип, во Тетово. Што повеќе наши колешки треба да одат да се образуваат таму, за да ги зголемиме нашите вештини. Вака, јас се викам Анита Велковска, председател на Прво национално здружение на медицински сестри, техничари и акушерки од Куманово. Чест и задоволство ми е што ова година, како и секоја година, и ова година од нашиот град се наградени како најхумани сестри, дипломирана медицинска сестра Виолета Бајдевска, вработена во итната медицинска помош, и акушерка Сие Зечири, вработена во поливалентна патронажна служба, кои се колешки со 40 години работен стаж и кои стварно, навистина заслужено ја добија таа награда, затоа што тоа се колешки кои што само позитивни работи за нивната работа се истакнуваат. Поаѓајќи од работно време, од носење на униформа, од почитување на работни задачи, па за секако што секоја сестра треба да изгледа и да биде на денешно време.